Добро вечер. Изборот на Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО несомнено е неизин личен успех, но во исто време и потврда за позициите или одработеното на Македонија во НАТО приказната, која веројатно е единствената за пет. Секако дека во таа низа Шекеринска има важна улога, меѓутоа ако се подвлече, континуитетот веројатно и со новата влада продолжува на ист начин. Обврските на Македонија со 2% од бруто домашниот производ во издвојувањето за НАТО се стандард кој што Македонија става во горната половина на земјите кои се во рамките на договорот. Дури оние кои се наоѓаат на работ на конфликтот сега во Украина, едве поради тој притисок почнаа да ги подкреваат издвојувањата од домашните буџети токму за одбраната. Ова ќе биде мандат во најделикатниот период за НАТО. Веројатно со изборот и на новиот амбасадор и позицијата на македонската влада, во НАТО клубот ќе мора да се донесуваат одлуки кои веројатно ќе ги поместуваат некои од последните одлуки и во Вашингтон и во Лондон и очекуваните одговори на Москва. Дали е точна веста дека денеска испукана првата интерконтинентална балистичка ракета и дали тоа ќе почне да ги превреднува одговорите кои треба да стигнат по одлуката дека Украина може да ги користи ракетните системи со поголем домет. Значи би можела да гадине територијата на Русија. Во тој мандат ќе има многу прашања и многу предизвици, меѓу другото како изгледа сцената во регионот и зошто во едно забрзано темпо војното наоружување на Хрватска и Србија почнуваат да личат како еден регионален надпревар. Дали Македонија ќе остане во рамките на своите обврски превземени меѓу членките во НАТО или ќе прават некои од работите притисок за повеќе издвојување? И за некои други теми од безбедносната заедница овде дома, вечерва ќе разговарам со прателичката Славјанка Петровска, колку до завчера министер за одбрана. Добро вечер. Добро вечер. Не знам зошто еден несреќен ден во кој изгледаше дека заменик генерален секретар на НАТО е некаква функција која СДСМ е добил, па првиот ден честитките и размените беа од пријателите, колегите, соработниците во СДСМ, отсуствуваше било каква честитка од представниците на власта за еве да видиме некакви 2 дена за доцната памет во кој повеќе време се троши на образложенија, ма лично и честитавме, ма утре ќе се видиме лично. Дали мислите дека овие задоцнати честитки на Мицковски, Силјановска, мислам дека од министерот за одбрана нема таква, од министерот за надворешни нема, се последица на една изнудена ситуација во која ако веќе и Радев честита, би било незамисливо дека од дома тој тип на честитки не стигна? Информацијата дека Радмила Шекеринска ќе биде избрана за заменик генерален секретар на Алијансата, веќе ја знаеле и председателката на државата и председателот на владата, особено што во процесот на избор, без оглед на тоа што прво се разбира акцент на личниот капацитет и интегритет на кандидатот, дека се прашува и земјата, односно се прашуваат властите. Не за дозвола, туку едноставно за еден вид на консултација, да кажем. Меѓутоа, тоа е веќе во финалната фаза, тоа е веќе на крајот, дали ќе дадат поддршката или не. Задоцната е реакцијата и на премиерот, бидејќи тоа беше сепак одговор на новинарско прашање, и на председателката на државата, која воедно е и врховен командант на македонските вооружени сили. Мислам дека не покажа политичка зрелост, затоа што сметав дека тие треба да бидат меѓу првите кои ќе упатат честитка за оваа навистина значајна позиција. Затоа што процесот на селекција на позициите во НАТО, вклучително и на ова, меѓутоа и на сите останати, не оди по клуч, дека некоја земја ќе добие место, па ајде сега номинирате вие, туку навистина е лична заслуга и сиот кредибилитет кој што кандидатот во случајот госпојата Шекеринска го има, меѓутоа и бекграундот која таа го има и како исклучително добар дипломат, меѓутоа и познавач во областа на одбраната. Должам едно дополнување.
може предходно пред овој избор на Шекеринска, највисоката позиција што сме ја добиле во некаква меѓународна организација или позиција била таа на Срđan Керим како председавач на Генералното собрание на Обединетите нации. Таа исто така не била по клучи и оди редот на Македонија, туку тоа е некаков успех во лобирањето во кој што да речеме има одлука дека треба да биде од Источна Европа или би било добро да биде од Источна Европа, но не е никогаш гарантирано. Сакам да ме прашам, ќе почнат од платите на тоа што има ставка и во буџетот за следната година на тоа што се превземени обврски на државата во однос на незиното доопремување или модернизација. Претпоставувам дека се водеше една политика во која ќе продолжиме да бидеме изненадување. Македонија и без да биде членка на НАТО даваше сапорт во НАТО акциите повеќе дури од некои земји членки на НАТО, и тој тренд го продолжи, дека ако преброиме во смисла на поддршка и помош на Украина, ние сме четвртата меѓу првите 5. Да, меѓу првите 5, што ми се чини дека беше важно како политика да се продолжи тоа фино досие. Знаеме зошто сме овде и знаеме дека сакаме да придонесеме во клубот. Дали сега оваа новонастаната ситуација, потполно нејасна ситуација во регионот во смисла на една трка во наоружување, веројатно Вучич тоа и две го чека, и дека коментарите за тоа зошто Хрватска би набавила 8 ракетни системи Химарс од американците, беше проследено со еден коментар: тие веројатно треба да завршат до кај нас, ние сме евентуално за каната, и ние тоа ќе возвратиме и ќе набавиме повеќе и подобри. Кој е изненадувањето во приказот? Хрватска, која е членка на НАТО, и веројатно треба да следи што се случува во колективниот систем на безбедност, или земјите почнуваат регионално да се однесуваат според некакви нови проценки? Јас мислам дека во ова обкружување геополитичко, особено со, за жал, се уште активна војна на тлото на Европа, политичарите, особено оние кои што се на високи позиции, премиери, министри, председатели на држави, треба малку да внимаваат во изјавите, затоа што некогаш се почнува од тие изјави. Вооружувањето на Хрватска јас не го гледам како закана за било која земја во регионов која не е членка на Алијансата, затоа што тоа е веројатно дел од процесот кој тие го имат на опремување и вооружување. Една земја членка на Алијансата, каква што сме ние, прво апсолутно има обврска кон сопствената националната одбрана или одбранбен систем на државата, кој кај нас се надополнува. Меѓутоа исто така се обврзани да допринесуваат и во колективниот систем на одбрана кој многу често пати знаеме да го споменеме. Тоа не значи дека Хрватска се вооружува за да нападне некоја земја која не е членка на Алијансата и која во незиното опкружување па дури и се граничи, и затоа тие причини не сметам дека представуваат било каква закана, но Хрватска како членка на Алијансата, како и Република Северна Македонија и другите земји од регионот, имаме обврска да бидеме подготвени ако за тоа дојде време или ако за тоа има причина, а тука стојат за сето ова плановите на Алијансата за движење на силите, за распоредување, учество во определени операции, така натаму и така натаму. Например, Република Северна Македонија сега учествува во 3 истурени мисии, ги нарекуваме, во Бугарија, во Романија и во Латвија, за јакното присуство на Алијансата. Тоа не значи дека се подготвуваме за војна со некоја земја, меѓутоа едноставно сме таму и ги спроведуваме плановите на Алијансата. И од тие причини не мислам дека ниту вооружувањето на Хрватска, ниту па на Република Северна Македонија представува закана и е резултат на тоа дека сакаме некому да се спротивставиме. Ако земете во минатото Србија со што се наоружуваше, тогаш може да го свртиме обратно и да речеме дека тие први почна. Јас не верувам дека тоа е намерата. Базата во Ниш остана, центарот, тренинг центар го нарекувано, беше јасно дека тоа само да потсетиме, во 2022 година се заврши набавката на противвоздушен систем за одбрана на нашата држава, кој што исто така, ако ја следиме логиката на ова, може да го се смета како закана, меѓутоа апсолутно не е тоа позадината на сето тоа. Само што еден блиц коментар, социјалните медиуми се преполни со споделување на разноразните упатства за кои што сметаме дека никогаш претходно не се случиле. Тие се поврзуваат со
некаква порака дека кризата ќе ескалира, зошто инаку двете нови членки, Финска и Шведска, зошто една Норвешка, зошто една стара членка Германија би правеле онакви упатства за граѓаните, што треба да направите во околности на нуклеарен напад, што треба да имате секогаш покрај себе пред да заминете во засолниште, како се заштитувате во една, втора, трета ситуација. И тоа е некако далечина наблюдување, ситуација во која ние само можеме да речеме дека може би нас и немаат потреба да ни кажат, но ова нешто би морало да значи. И кога ќе видите во соседството претседател на држава кој што вели го познавам одлично Путин, 9 од 10 добри причини за нуклеарен напад веќе се исполнети и ви гарантирам нема да се либи да го направи тоа, за да влезе и потоа и да објаснува дека Србија е катастрофална со скривалишта и дека тој би сакал да ги подигне на потенцијал за 1,5 милион луѓе кои што би можеле да бидат собрани во такви околности. Има ли потреба Македонија да комуницира такви информации? Јас мислам дека однесувањето промислени и да имаат некаква функција, да не бидат. И јас во моментов изјавите на првот на воначата држава се диаметрално спротивни од ова што го наведовте или ова што го прават членките на алијансата. Ќе ги земам нив за пример. И јас нивното однесување и на Шведска, на Финска, Германија, ја споменавте, не го гледам со потценување, не затоа што јас сум убедена дека би имал такав напад, туку едноставно мене тоа ми е одраз на сериозни држави кои сакаат да покажат дека системот им функционира и дека однапред ќе предупредуваат граѓаните. Тие претпоставам се резултат на разузнавачки информации со кои располагаат и така натаму, но сепак сакаат да ги подготват граѓаните што во случај ако. Всушност, во изминатиот период имаше многу вежби кои се случуваат воени, сега зборувам вежби на ИК нас во Скопје, на Криволак, на полигонот, не затоа што ние сме имале некаква информација, туку затоа што треба да се држиме во кондиција, подготвени да во случај ако треба ако затреба да се реагира. Од друга страна, ја имате само една, јас барем успеав да видам една изјава на чинам премиерот на оваа тема, кој рече да дискутираме, меѓутоа тоа за сега не го споделуваме. Тука може да се создаде уште поголема паника. Зошто? Затоа што ако вие велите дека од една страна ги читаме сите ние изјавите, во денешно време ни една изјава не може да биде скриена или намалена нејзината употреба, изјавата и на Путин околу користењето на нуклеарното вооружување ја знаеме сите ние и ставовите. Од друга страна имате изјава која велите да зборуваме, меѓутоа не смееме да ви кажеме што сме зборувале. Тогаш со оправдување алармот кај нашите граѓани може да се вклучи затоа што да речат чекајте во суштина нешто се крие од нас. Да ви кажеме. Апсолутно. Изминатиот период од формирањето на новата влада па и изборот на претседателката на државата на тема безбедност воопшто не се зборува во јавноста. И тоа е нешто што треба во суштина нас да не загрижува. Во моментите кога започна војната во Украина, првите напади, јас имав должност, како тогашна министерка за одбрана, да дадам изјава. Затоа што ја држам таа позиција. Исто како што тоа го имаше претседателот на владата, претседателот на државата. И тука не смете на граѓаните да им кажете ние нешто зборуваме меѓу нас, меѓутоа ова не е за да вас. остане. Да. Тоа е веќе несериозен пристап кон граѓаните, бидејќи ако ги имате информациите, треба да упатите смирувачка порака дека работата е под контрола. Сега сте пратеник. Собранието знам дека нема никаква информација, уште помалку ние, некаков последен одговор во врска со именувањето на новиот амбасадор кој треба да помине постапка која трае нешто повеќе време. Ми е нелогично дека знаеме дека Дане Талевски ќе се врати на 14 јануари според указот на претседателката. Тоа е завршување на мандатот, но освен дека се некакви консултации во прашање, кои веројатно веќе треба да се завршени во напредна фаза промовирањето на амбасадорот, значи изложување на тезите во МНР, па потоа во собрание да привршува. Можеме ли да се дозволиме таков луксус, да речеме, во вакви моменти кога
некои од одлуките ќе бидат важни, оперативни, скоро дневни, ние едноставно поради некаква немарност или долги консултации да бидеме без амбасадор таму. И јас очекував дека во денот кога председателката согласно закон, тука нема ништо вонредно направено, таа ги потпише указите за отповикување на амбасадорите, чисто мандати завршуваат. Јас очекував дека барем за амбасадорското место во НАТО алијансата дека веќе ќе го знаевме името и тоа ќе беше промовирано, па дури постапката дека ќе беше при крај, со оглед на тоа што дека е одлучено дека на актуелниот амбасадор нема да му биде продолжен мандатот. Тоа само покажува дека владата во суштина не е свесна за улогата и значењето на столчето кое го имаме во алијансата. Амбасадорот не е таму само представник на државата кој треба да организира некаков прием и така натаму, секојдневни обврски имаме. Комуникација со седиштето, односно со главниот град, така го нарекуваат, со институциите овдека, за вземање ставови по различни прашања, кои таму се дискутираат на состаноци каде седат сите амбасадори на земјите членки на алијансата. Сега Шекерински. Апсолутно, каде што така е. Меѓутоа, таа не може да го каже ставот на Република Северна Македонија. Затоа е потребен амбасадорот. Мислам дека властите не би ни сакале било што да кажува Шекеринска во нивно име, по начинот како повеќе зборови се трошеа да се направи политичката дистанца, не сме од истиот клуб, не мислиме исто, ама Боже мој, ако таа се кандидирала, ние немаме друг избор, освен да поддржиме. Ако има некоја помалку популарна одлука која треба да биде донесена, тогаш би сакале Шекеринска да ја донесе таа одлука во нивно име, ако не, тогаш сигурно не би сакале таа да соопштува. Имајќи предвид колку се тие прагматични кога треба да си го заштитат со сопствениот рейтинг. Амбасадорот таму е нужно неопходен, затоа што тој практично е шеф и на цивилниот, дипломатскиот дел, меѓутоа и на воениот или одбранбениот. Така што тој е гласот на државата на тие столчиња на тие состаноци, каде, повторно ќе кажам, се креираат, се создаваат политиките и да, нашиот глас е важен. Знам дека во минатото беше тоа подценувано, беше гледано со подценување дека да, ние сме членка, но нас никој не прашува, не апсолутно на тие состаноци и се прашуваме, и се бара нашиот став, и се бара нашата контрибуција во секоја една наредна одлука и во сите тие планови на алијансата. Правиме пауза за реклами. Господја Петровска, именувањето на Бојан Христовски за директор на АНБ, всушност веројатно непланирано, излезе во преден план како афера на која ќе треба брзо да се реферираат и дадат одговори, иако тоа е веројатно само еден во низата кој требаше да чуваат институцијата до законодавно да се заврши целата приказна за мега супер, како се вели, едната агенција во која веројатно е планиран сосема друг човек. Ова воопшто со концентрацијата во една супер служба не е нова идеја, таа се пробуваше уште во мандатот на председателот Иванов, деломно доаѓа од обсесии кои се внатре во безбедносно-разузнавачката заедница, конфронтации кои ги проследуваме сите овие 30 години помеѓу различните елементи. Најголемиот дел дури од политичките превирања и удари биле родени таму во тие служби, кога почувствувавме дека е време сето тоа полека да се спаструва и да се врати директно во надлежностите на разделените служби, зборуваме за Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност и војното разузнавање, наеднаш сега се враќа кон една супер институција која би требала да има се под себе. Каков е вашиот моментален впечаток? Се што беше одиграно во собрание, во комисијата, во Државната комисија за спречување корупција, во тој молк на обвинителството, веројатно покажува дека со една тактика ВМРО успеа ранет да го сочува Христовски, а тој да го сочува столчето, дека тие законодавно не стигнат со оваа голема реформа во наводници да затворат една супер служба. Ова ваше ведување, ќе си дадам за право да го искоментирам, меѓутоа е за жал точно. Она што е уште поголема жал е што тоа влијае негативно на угледот на нашата држава и на нашите безбедносни разузнавачки структури или институции сега во моментов се повеќе,
во меѓународните и институции, кај меѓународните партнери и така натаму. Зошто? Излезе скандал со лажната диплома или сертификат за познавање на англиски јазик. Кога знаете дека имате кандидат кој не го познава јазикот и кој направил такво дело, вие од старт имате човек кој нема интегритет за таа позиција. Кога се започна реформите на безбедносно-разузнавачката заедница во нашата држава, тоа беше во 2017 година, иако 2 години претходно имаше еден обид кој беше практично резултат на извештајот на Прибе и оној огромен скандал со прислушкувањата кои што се разоткри. Во тие извештаи беа јасно посочени кои се слабите точки во институциите. МОКТА на тогашната УБК, која беше под Министерството за внатрешни работи, или концентрацијата на МОК во таа една институција, беше посочена како една од главните причини. И јас не сметам дека денеска, без оглед на се што е направено во овој дел, дека ние сме подготвени да одиме чекор напред кон спојување на овие служби. Ако ме прашате од аспект на оправданост или да го теоретски да го анализираме ова, тогаш ќе ви речам дека да. Веројатно јас ќе бидам една од тие кои што ќе поддржам спојување на службите заради прво внатрешните односи во државата, односно територијата, заканите и така натаму, меѓутоа и практичност, прагматичност и економичност. Ама безбедноста е премногу скапа алатка, би рекла, за ние да можеме да речеме дали ни е нешто поекономично или помалку економично, особено на нас. Злоупотребата, концентрацијата на МОК практично која може да доведе до злоупотреба, можеме да ја платиме многу скапо во иднина. Добро, ма тоа не значи дека злоупотреби дури кога се вака разделени не сме имале. Дел од сериозната вина и на претходната влада и на претходниот парламент е отсуството на волја да се довршат процесите, дека не е доволно само да донесете закон, да спроведете постапка во која, како се вели, буквално ги проверувате сите кои треба да влезат во АНБ. Има и за тоа многу сомнежи дека многу луѓе поради политички причини беа елиминирани. И на крајот, се што е важно во смисла на контролата, го оставате. Граѓански совет за надзор. Не знел Талат Джафери, кој треба да го финансира телото. Тоа се тие примитивни удари во кои потоа довербата, а вие мислам дека бевте мајстори во мандатот, како да се растори довербата кон нешто кон што тешко се, после таа епизода со прислушкувањето, тешко се обидувавме да го конституираме. Денеска, да речеме, премиерот Мицковски тврди дека никој друг, туку агенцијата за разузнавање го следела со некакви дронови, веројатно е секако надвор од секоја ингеренција што ја има агенцијата. Ова е само како потсетување и на крајот присуствуваме на собраниска седница во која председателот на комисијата вели: "Ма не можам да ставам ваква точка на дневен ред во околности кога јас не можам да одам во таа контрола бидејќи јас немам безбедносен сертификат." Ете, тоа се тие апсурдни ситуации во кои нема априори доверба. Туку градиме како цел еден институционален механизам, таа да може да се спроведува. Во овој момент ние немаме. Дилемите кои ги поставивте, и со право ги поставивте, па дури вклучително и ако коментираме изјавата на председателот на владата кој вели дека бил следен од дронови, од агенцијата за разузнавање и така натаму, покажуваат зошто не сме подготвени кон следниот чекор на реформа, а тоа е обединување на овие служби. Што треба да биде исполнето пред да одиме чекор напред? Профункционира надзорот, во вистинска смисла на зборот. Собранискиот надзор не функционира како што треба. Кога велам собраниски надзор, не мислам на посета на агенциите, сум била како пратеник од власта тогаш, во 2020-та, чина беше или 21-та, тогаш беше председател на комисијата колегата Пренџов, отидовме во посета и во Агенцијата за разузнавање и во Агенцијата за национална безбедност. Но треба да знаеме каде да удриме, да кажем слободно. Како пратеници, кои многу малку, сега се подеднакво се ставам во кошот со сите, имаме познавања, затоа што ние сме избрани на листи на политички партии,
каде не толку многу се внимава кој има од што познавање. И може би со исклучок на мене и на колегата Ковачки, кој има некое минато претходно во армијата и уште некој евентуално ако пропуштам, така, другите немаат претходни познавања во оваа област. Премногу е сериозно да влезете, дали биле власт или опозиција, премногу е сериозно да влезете во една институција како Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, да знаете дека надвор јавноста ве чека да кажете дали гарантирате дека се е во ред или пак нешто сте нашле. Односно сте воочиле некаква неправилност. Вториот момент, зошто го подкрепувам ова дека надзорот не профункционирал, е токму изјавата на претседателот на владата. Претходниот претседател, односно претседателите на двете комисии за надзор, и она на следењето на мерките, и она на работата на АРА и АНБ, практично доаѓаат од опозиција. Дали тоа значи дека, ако сега одиме кон разглобување, дали тоа значи дека тој тогаш не ги споделил тие информации со овие пратеници, дека тие не знаели, не направила доволно увид во работењето. Како и да свртите во проста логика, фактот дека Мицковски претпоставено знае, значи дека институцијата е порозна. Ако е точно, апсолутно да. Од друга страна, можеби фактот дека тоа навистина се случило покажува веројатно за пречекрување на овластување на институцијата. Но ние сега се сведуваме, тоа е премиер, сака да се декласифицира снимката, не знам што тоа значи. И некако како стигнавме до глува соба, ми се чини дека тој би сакал да биде првиот случај во глувата соба, што помалку звучи како на оваа позиција ми прилега сега да ги искористам сите инструменти да се расчистат сите работи околу мене. Тоа е како некакво заборавање на болката на безброј луѓе што платиле висока цена во таа претходна приказна која што ја направи УБК на Мијалков. Јас предлогот на колегите од власта го поддржав недвосмислено. Без оглед на тоа што јас лично сметам за изјавата на премиерот. Дали е таа можеби фарса, дали е измислена или пак можеби има некоја вистина. Јас апсолутно, имајќи предвид при тоа дека кога ќе ги носиме заклучоците, мнозинството го има власта. Но јас сум подготвена и во тие услови да извршиме надзор над работењето над двете агенции. Она што мене ми дава за право уште повеќе да тврдам дека оваа власт нема политички капацитет, а ниту пак безбедносна култура да направи една ваква крупна реформа, е практично однесувањето на седницата на Комисијата за надзор, каде што таа беше закажана по иницијатива на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, токму заради случајот со директорот и за да се тргне на страна таа тема, за да се заборави. Добро, ма тоа беше толку совршено актерство и од Мицевски и од Зеид, безмалку изгледаше вистинито дека тие се на границата на конфликти, непријателство, се разбира, не слично како ова денеска што го видовме во собрание помеѓу Апасиев и Мицевски, но тоа беше одлична драма која требаше да ја затвори темата и предпоставам до неговиот сертификат сега ти имаат на располагање да го одбираат времето кога повторно Христовски ќе се појави или не, а тоа е потврда некако на тезата дека тие пронајдоа начин со многу лузни тој да остане таму каде што е и да се чека шансата дека законодавната иницијатива не треба просто мнозинство за законот, ќе ја затвори оваа приказ, ние ќе видиме сосема друг човек. При што мислам скоро никој не си го поставува прашањето, добро, каква би била користа на оваа власт, оти секако човекот на суперслужбата не може да го именува владата. Тоа зависи од концептот кој што тие ќе го предложат. Ако ги имаме предвид нивните изјави дека законот не можеме да ви го дадеме на увид бидејќи е државна тајна, тоа е уште една скандалозна изјава. Закон не може да биде државна тајна, односно предлог на закон. Па не беше формулацијата дека е државна тајна, туку дека тоа се толку важни класифицирани. Јас ќе разберам да се класифицирани сите подзаконски акти кои ќе произлезат од тој закон, апсолутно да, и тука ќе се сложам. Меѓутоа законот, па макар и една презентација која треба да биде заснована на тој закон или на визијата практично, не може да кажете дека е класифицирана и чекайте сега ние треба да го декласифицираме тоа. Затоа што недостасуваат неколку чекори претходно. Дали е формирана работна група? Ако кажете дека нештото е класифицирано, тогаш се поставува прашањето кој го класифицирал? Кој е создавачот на таа класифицирана информација?
во законот за класифицирани, сега ако одиме по закон. Ако нема улетано некои несакани актери кои во суштина ја прават реформата, а кои не се дел од институциите, ама според некои информации во минатото биле практично токму дел од овие институции кои беа предмет на злоупотреби. Тогаш и не сосема целосно. Не знам, има спекулации. Го разбирам непријателството кон тој, кон како се вели тој став. Сте имале вие во разноразни работни групи луѓе кои што по сопствените капацитети да придонесат за некаков текст биле под нивото, ама бидејќи не биле, како се вели, звучно име од минатото, затоа што целите сега на Гордана Јанкуловска, разбирам што сакате да кажете. Не е само кои се луѓето во заднина кои што Не е само Гордана Јанкуловска. Не, повеќе луѓе се во прашање. Јас затоа реков, тоа се шпекулации, за да нема такви шпекулации. Требаше да се обелодени која е работната група, која ги подготвува реформите. Тоа не може да биде класифицирана информација. Затоа што јавноста има право да го знае, особено ако се има предмет минатото на оваа политичка гарнитура, плюс минус некои ликови се променети, некои па и не се променети, а се уште на позиција. Министерот за одбрана беше министер во една од владите на Никола Груевски, меѓутоа не за одбрана, беше на друга позиција и така натаму. Не се. Не искрениот пристап кон јавноста ни дава за право дополнително да бидеме сигурни во тоа дека практично ова спојување што сакаат да го направат не се прави од никакви други причини, прагматични, едноставно за полесна контрола на двете служби. И јас мислам дека тоа само може да донесе штета. Темата за Бојан Христовски не е заборавена и не мислам дека јавноста треба да ја заборави, не заради него, туку заради тоа што се враќам на почетокот. Интегритетот на првиот човек на било кој од разузнавачките служби, АНБ, па дури и военото разузнавање е многу важен. Затоа што кога имате луѓе кои имаат некаква скриена позадина или имаат нешто скриено, дел од нивното минато го кријат, тогаш тие може да станат лесен таргет на разузнавачки служби кои не се пријателски на оваа држава. На една пресконференција рековте ќе поставиме интересни прашања, бидејќи ова ќе се пролонгира, веројатно. Поставам дека ќе треба да ги одржувате некако во јавност. Дали всушност сакате да кажете дека Бојан Христовски на датумот кој што го пријавува дека го добил јазичниот сертификат, воопшто не бил во Бугарија? Едно од тие прашања, да, дилеми, еве ќе ги наречам. Сега не може да си поставувате јавно дилеми за некако полно промашено. Него. А што значи дилемата во наводници и каде бил неколку дена пред пријавениот датум за полагањето во Бугарија? Меѓу другото, тоа се прашањата кои сакавме да му ги поставиме. Воопшто не се страшни прашања, а одговорот требаше да ги даде тој. Дали бил во државата, дали не бил, дали бил во Софија или не бил во Софија, од каде полагал и така натаму. Тоа се легитимни прашања за во однос на кои за мене претпоставуваат дека вие имате некакви информации. А за ВМРО ДПМН тоа значи дека сте злоупотребувале цели системи да успеете да извлечете од некаде податоци, бил, поминал, не поминал граница, разбирате во што се сега полемиките помеѓу што се одвиваат. За разлика од нивните обиди да злоупотребуваат и тогаш, а и сега системи, како например па и системи, меѓутоа и вработени, како што би се случајот со демнењето што го има врз мене, кон крајот на август или средината на август беше, и која остана нерасчистено, ама не е заборавено. Јас не сум направила таква злоупотреба, затоа велам, јас сум ги добила информациите, одредени информации и сакам да ги испрезентирам тие со кои што располагам и затоа не го правам тоа што тие го праваме во минатото, прво да соопштат дека нешто добиле од свиркач, па после тоа воопшто да не се потегне никаква постапка за таа одредена информација. Јас сакам тие прашања да му ги поставам на директорот и мислам дека две слики кои ми се пред очи, а и јавноста практично е сведок на тоа, дополнително го покажуваат односот на оваа владина гарнитура, на власта, кон овие служби. Имавме прво настан во собранието, каде беа многу гости поканени. Тоа беше по повод пуштањето во употреба на така наречената клуба соба. Директорот Христовски апсолутно беше поканет и беше присутен. Во моментот кога излегувавме по завршување на тој настан, пратениците од ВМРО ДПМН го опколија буквално, за да не случајно некој од новинарите му приде, му постави прашање или така натаму. И тоа беше втората случка подеднаква,
по завршувањето на оваа комисија, кога дел од новинарите кои беа присутни, бидејќи седницата беше отворена за јавност, се обидуваат да дојдат до него и да поразговараат, беа попречени. Односот на власта во овие два случаи покажува дека темата за безбедност на разузнавачка заедница треба да ја вратиме назад, да биде под превезот на тајност. Може би по некои линии ВМРО се координира и вели време е да го изопштиме од медиумската заедница, бидејќи за мој вкус комуникацијскиот стил на првиот човек на АНБ е потполно несвојствен. Тој за безмалку 2 недели направи интервјуа какви што направил неговиот претходник за целиот свој мандат, па може би ова е стратегија исклучиво внатре во партијата дека овие релации и овој допуст на Христовски треба конечно да го попречиме, затвориме. Можно затоа што помене особено едно од интервјуата. Тој самиот не остава впечаток како човек кој што бил затворен, напротив во исклучително тешки околности за себе, под притисок на ваква афера, добија интервјуа поголем дел од медиумските куќи кои што сака да се занимаваат со оваа тема. И за моја перцепција, ако ме прашате, за тие интервјуа беа комплетно фиаско, затоа што си дозволи од позиција на директор на АНБ да биде обременет со неговата партиска припадност. И покрај тоа што вели формално од пред година дена, чинам дека кажа, дека формално не е веќе дел од структурите, начинот на кој што ги коментираше некои действија практично покажа дека апсолутно ги има прочитано. Има таму бисери кога ги коментира сликите, вели не гледам тука партиска позадина, не мора ни да гледате позадина, двете лица кои што се на сликата јасно покажуваат колку е тоа силен глас на партијата. Кога се постави прашањето на позадината, не се мислеше во буквална смисла позадината, меѓутоа и тоа кажува. Еве да го трнеме на страна ова. Јас сега за прв пат јавно ќе го поставам прашањето. Ако директорот може би е неумешен во медиумско представување, ќе се сложиме дека не па секој тоа го може, тогаш како се случува? Тоа беше минатиот петок во театар во Тетово да држи проповед исламски свештеник, сега ќе простите што не го користам вистинскиот збор, на кој во 2023 април месец чинам беше забранет влез во Република Северна Македонија. Затоа што тој е дел, сомневања има, дека е дел од групата која регрутира млади припадници кои треба да бидат испраќани на бојните полиња во Сирија и Ирак. Тој, кој што во 2023, значи само една година предходно, бил спречен да влезе, затоа што Агенцијата за национална безбедност му ја осуетила намерата, минатиот петок во Тетово, во театар, државна установа, држаше проповед пред поприлично голема група, меѓу кои имаше и малолетни деца. Ова не е работа на социјалните мрежи. Ова е работа на Агенцијата за национална безбедност. И за мене ова е дека немал дозвола да влезе во земјата, не само што влегол, туку имал јавно. Тоа во 2023 немал. Сега една година подоцна, Агенцијата за национална безбедност го пропуштила да влезе, бидејќи тоа е системот на контрола. Дали, ако ја тргнале опасноста, дали тоа значи дека веќе нема опасност, дали веќе тоа значи дека тој не е во таа смисла опасен за регрутирање и така натаму, и дали тие знаат што правил во нашата држава. Еве го прашањето, кое еве јавно го поставувам, нека го одговорат ако треба и писмено. Правим пауза за реклами. Господја Петровска, во недела СДСМ ќе одржи, ако успевам да разберем од одлуката на Централниот одбор, прва завршница на 29-тиот конгрес и пота 30-тиот кој што треба да ги избере органите и телата на партијата, Централниот извршниот одбор и да донесе некакви одлуки околу родовиот баланс, кои се одлуки за еднината. И тој 29-ти конгрес, после лагата дека застанал затоа што сакале делегатите да се запознаат со извештајот зошто ги загубивме изборите, а во суштина немаше кворум. Не очекувам да ми речете да, така. Одлучивте комуникацијски тоа така да биде менаџирано, дека им требало малку повеќе време да го прочитаат извештајот, при што прашањето е кој го пишува извештајот, а не колку време им треба на луѓето да го прочитаат
извештајот. Во меѓувреме се кандидиравте, имавте различни идеи, да имаме привремено раководство, па потоа на мира да видиме што се ни се случува, што може да ни се случува, од каде можеме да тргнеме, па да бираме раководство следниот март. Меѓутоа, една гарнитура веројатно упорно трчаше дека тоа треба да се заврши брзо, на СДСМ му треба лидер и да тргне во консолидација. Денеска Филипче не може да го симнеш од таа фраза, не само што е добро, консолидацијата напредува побрзо отколку што очекуваме. Што вие очекувате наспроти нашето разочарување после еден ваков дебакл и потполно изместена сцена во која СДСМ реално не може да ја игра улогата на некаква противтежа на оваа супер власт која има и локална, и централна, и е тука на границата до двотретинско мнозинство во собранието? СДСМ навистина е исправена пред сериозен предизвик. Најскориот предизвик се двата конгреса кои треба да се одржат во недела. Мене ми е наистина жал што нема да можам да присуствувам заради моето учество на парламентарното собрание на НАТО кое се одржува во Канада, и тоа е нешто кое што како собраниска делегација го потврдивме пред да ги знаеме датумите, но не и се. Еден човек не ја прави партијата. Меѓутоа, освен Кој вас, еден човек може да ја поседува партијата? Успешно, не се сметам себе си за фактор на одлучување во партијата, иако ќе беше добро да бидам присутна, но не се. Ке имам и наредни прилики на централните одбори, бидејќи како пратеник по функција сум дел од централниот одбор, да отвараме прашања и да дискутираме. СДСМ има сериозен предизвик да покаже дека сето она што изминатиите месеци, па ајде дека се вратиме наназад, пред изборите, парламентарните зборуваме председателски, и изјавите дека сме ја научиле лекцијата, навистина сме ја научиле лекцијата за состојбите и односите внатре во партијата. За да дадам оценка, сега јас зборувам како член, како пратеник на СДСМ, дека партијата е консолидирана, за мене треба многу повеќе нешта да се случат и треба да видам многу повеќе луѓе седнати на иста маса. Не зборам тука за луѓе кои во минатото биле на одредени позиции во партијата, да, и тоа има собствен удел. Тие се буваат на телефон, не мора на маса да се. Меѓутоа во рамките на општинските организации. Една од моите заложби како кандидат за председател беше дека дебатата треба да ја вратиме назад во она што е сршта на партијата, а тоа се местните организации, општинските организации, па потоа надоле по хиерархијата да оди нагоре. Колку сега е надомеслив тој пат кога еднаш ќе се скрши разочарувањето, иако ги имавте пред нос сите навремени предупредувања. Медиумска заедница, внатрешен круг на луѓе кои ги хейтавте по социјалните медиуми. Гласниците ги прогласувавте за непријатели, лидерите си ги избиравте од шеширот на заед и не поставате прашање. Партија која нема да му постави прашање на лидерот, зошто си одиш, веројатно не е логично затоа што Шилегов ги изгубил изборите, нормално дека ќе прифати да им биде донесен на врата Димитар Ковачевски, нормално дека ќе прифати подоцна да ја организира целата мрежа и дека пријателот и бизнис партнерот Филипче треба да стане лидер, како што веројатно и нормално, ама вие се потешко вие да разберете дека има право Филипче зошто се чуди, што вие сега прашањето што правам јас приватно во Дубај. Оти на крајот на грешата не е приватно, може би и политички, затоа што таму некаде е газдата на партијата. И вие од тој филм нема да се одлепите. Времето Со задоцнети прашања и коментари, зошто вие прашања не си ги поставувавте во вашиот клуб. Било кој на ваше место би дошол кај тој лидер таму и ги поставил 5 честни прашања. Било кој чесен во СДСМ би му рекол на Димитар Ковачевски: не доведувај во ситуација секој втор ден да те влечеме со таа наводна оставка, па потпиши ја оставката и да видиме што ќе правиме понатаму. Она што е мана или пропуст на СДСМ е што до сега 2 пати се случи да под притисокот или одлучноста да направиме исчекор за државата, партиското, внатрешно партиско работење го ставивме во втор план. И тоа понатаму подоцна се рефлектираше и на резултатите од изборите. И јас отворив една тема, и таа тема за волја на вистината ја отворив далеку прво од очите на јавноста,
односно на Централниот одбор, кој беше 2 години претходно, пред изборите, зборувам. И тогаш дадов свое ведување за тоа на кои прашања треба да си одговориме, ако сакаме да се подготвуваме за наредните избори. И јас ги поставив. Лично сега зборувам јас, иако сваќам дека вашето прашање не е лично кон мене, меѓутоа лично јас. Се сложувам дека кога на време нема да ги одговорите на некои прашања, тогаш последиците ќе бидат многу поголеми. И затоа реков дека за да зборуваме за консолидација на партијата и за да зборуваме дека сме подготвени да одиме макар и на следните избори, партиски, не зборам за локалните, кои треба по овој статут да се случат во март месец, ние треба да се ги одговориме овие прашања. И се додека ние сметаме, сега зборувам како членови на СДСМ, функционери, поранешни и така натаму сегашни, дека СДСМ е виновен, тогаш ја губиме партијата. Одговорноста мора да има име и презиме. Нека биде тоа и Славјанка Петровска, затоа што пишала на Фејсбук дека се боревме против заробена држава, добивме заробена партија. Ако сум јас виновникот, нека бидам јас виновникот. Мисля да тоа, се додека зборуваме дека сите се подеднакво, бидејќи такви ситуации се случувале кога партијата дури во времето на Бранко Црвенковски успевала да живее со некаков внатрешен конфликт кој бил продуктивен и кој што можеби на најдобар начин бил против тежа на стравот внатре помеѓу различните фракции и екипи. Ние се зборуваме за потполна една приватизација, еден манир во кој е лага дека вие сте загубиле поради големите прашања. Не точно, па се големите прашања ви одевте на избори и добивте. Вие загубивте откако почна да станува јасно дека на дело се воспоставува криминален картел, дека не зборуваме за XY луѓе во подземји или не знам што, туку зборуваме за длабоки конекции кои завршуваат во врвовите на политика и дека вас ве изеде таа приказна. Не е затоа што сте донеле преспански договор, вие после тоа победивте на избори, и на претседателски и на парламентарни. Тоа што лошо комунициравте, преговарачка рамка, тоа што во авантура тргнувавте да бидете сервис на ДУИ, тоа што начинот кој што го правувавте Бехтел и Инка и на крајот, не можам да разберам ниту еден социјалдемократ со чиста совест и чисти раце, кој што на било кој начин, кога би разбрал за играта со кривичниот законник, би рекол, па добро, ако имаме полза, хајде да го завршиме ова. Причините... И тоа е вашата смрт, завршена во 23-та. Реков дека, затоа и моето видување, дека неодговарањата на прашањата, кои сме си ги поставувале, не само јас, и повеќето членови, без разлика во форумите, дали биле тоа помали или поголеми, практично да доведе во оваа ситуација во која што сме сега. И ако повторно продолжиме да се однесуваме, да не ги одговараме прашањата и да мислиме дека денот ќе помине, па само од себе нештото ќе се заборави, тогаш не сме ја научиле лекцијата и затоа велам дека... Знаете дека се помалку луѓе ќе има што воопшто сакат да ви поставуваат било какви прашања? Прашањата... Сакам да речам дека бројката која добивте на изборите упатува на заклучокот дека тоа го гледате како полумртов политички ентитет. Луѓето немаат проблем. Во политичкиот спектар никогаш нема празно место. Кој ќе го завземе, зависи од тоа како се однесувате. Како се однесувавте до изборите, а бога ми после изборите покажувате дека таму кратка е паметта и дека ништо не изгледа надежно. Јас затоа кажав дека одговорноста, ако сакаме да покажеме дека навистина сме научиле лекцијата и дека сакаме да му дадеме на СДСМ сите ние, зборам членови, симпатизери и така натаму, шанса на СДСМ, тогаш одговорноста треба да има име и презиме. Не велам да се ставаат луѓе на говорници и да се оцрнуваат и така натаму, но постојат начини како тоа може да се направи, да секој еден ја прифати сопствената одговорност, да бидам наискрена во сето ова што вие го спорувавте до сега. И има уште многу работи, за кои веројатно ако зборуваме ќе треба многу подетално да одиме. Дали препознавате по улогата сега како може да наблюдува целата ситуација ВМРО ДПМН со супер контролата на секој начин, дека ова што го гледаме во собрание на претходните пратенички прашања се разбра, јас
Не можам да разберам дека ако имате лидер кој едва може да прочита и затоа сега ви барам во овој момент оставка и не е способен да го погледне тој истиот лидер во очи, дека ВМРО ДПМН избира овој циркус со пратеничките прашања повеќе да биде насочен кон левица и таа со страст ќе одигра таа улога за вие да пропаднете со своите стравови, притисоци, кривични пријави и тоа буквално да не личи на ништо. Дали денешната реприза на пратенички прашања во која ад хоминем левица ВМРО ДПМН ве упатува на тој заклучок? Левица не може во целост да го завземе местото на СДСМ затоа што различен се профилот на гласачи или поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Унија на левица. Разбирливо е однесувањето на левица, бидејќи тие имаат за цел да покажат не дека се неподмитливи, апсолутно се подмитливи, меѓутоа дека тие се борбени. И таа агресивност која што ние ја гледаме од нивна страна, па дури кога зборуваат за некоја работа, дури процедурално кога реагираат или пак за било кое прашање, ќе ја видите таа борбеност во нив. Затоа што тие сакаат да се постават дека тие ја водат сега битката. Меѓутоа, нас односот на левица и односот на ВМРО ДПМН со левица, кое што да, теоретски можеме да речеме дека ВМРО на некој начин и помага на левица, затоа за сметка на тоа да не трне на страна нас. Јас не сметам дека... Не мора да ја помага. Да. Тие комуникацијски сметат дека ова е подобар начин во кој било каква пристојна дебата, прашања, точност во нив, некаква низа не доаѓаат во предвид и тоа е, како се вели, одличниот модел во кој морам да речам дека веројатно и Мицковски е убеден дека одлично игра таа роља, како и па си е веќе подолг период кој што смета дека му приличи вакво видео од собрание. Ако е само председател на партија, може да дискутираме и за тоа, но на професор воопшто не му доликува. Не му доликуваше ни удирањето со чевелот на говорница, уништувањето на имотот на граѓаните, собранието е тоа, и така натаму на професор кој предава право. Но тоа е дел од нивното сценарио како да привлечат гласови, затоа што тие досега немаат превземена одговорност во оваа држава за ништо. Имаат советници, меѓутоа никаде немаат градоначалници, директори или така натаму, за да кажат дека овој проект, овој процес сме го истерале и сме го направиле по наш терк вистински како што треба. Те имаат многу комотна позиција, немаат никаква одговорност. И тие сакаат да го кажат тоа што нивната група на гласачи или поддржувачи сакаат да го чујат. Лесно е. ВМРО сакајки да го направи тоа и го правеа пред изборите, па и година дена назад. За крај, сега се во една многу како вие потешка не сте ситуација. знаеле што сакаме да чуеме, да изведете една супер операција, скарана со секаква логика, ми се чини дека дури не ви беше важно тоа подценување што го имавте кон јавноста со некакви цитати за членови во германскиот кривичен законник и останатото, на дело беше една срамна операција. За потоа, под новото раководство да се просветли Филипче и да заклучат дека тоа всушност била грешка. Замислете само дека било грешка, таа фрлива ѓубре сиот труд претходно направен околу можноста дека оваа држава може за себе да опише дека неказнивоста е некаква завршена приказна и отиде на контото на целиот ентураж на ВМРО ДПМН од минатиот период. Дали некого би прашале директно што е вистината? Сценариото во кое влегол СДСМ да го враќа Никола Груевски или превидот и слепоста пред некаков Али Ахмет и Артан Груби кои успеале за своји потреби да одиграат игра, Ковачевски и останатата екипа всушност не биле способни да разберат за што се работи. Кога реков дека секоја одговорност има име и презиме, односно одговорност има име и презиме, го мислам и на тоа. Дека не е само тоа беше меѓу последните одлуки, да кажам, на претходната влада, кои допринесоа за резултатот на изборите. Многу повеќе се во низата претходно. И ако повторно не го одговориме ова прашање, сега зборувам внатрешно, ние во СДСМ пак ќе се доведеме на истото дека само сакаме да го поминеме ова, без да ја лоцираме одговорноста. Не зборам одговорноста во смисла кој го дал предлогот или чио било сценариото. Одговорноста во тоа дека не било расудено, што без оглед на која била целта на кривичниот, дали било согласување или следејќи го германскиот или некоја друга била позадена, дека практично не се земале во предвид сите
предизвици, па и сите опасности, меѓу кои она што мислам дека недостасуваше на неколку многу важни пред носењето на неколку многу важни одлуки, тоа е комуникацијата со јавноста. Ние бевме една од најтранспарентни, не само последната влада и претходно владите на СДСМ беа едни од најтранспарентните, меѓутоа за некои од прашањата неумешно се комуницираше со јавноста. Благодарам што вечера бевте мој гостин. Дали вие ќе сакате да си поразговарате искрено околу некои улоги што на најнепримерен начин ги струшија надежите на едно пристојно граѓанство кое немало потреба да биде член ниту на СДСМ, ниту на ЛДП, меѓутоа мислеле дека треба да бидат тука во одреден момент кога треба да се изборат некаков сет на прашања. Ми се чини дека тие луѓе неповредно никогаш не би застанале на никаков плоштад за никаква идеја и тоа е всушност најголемиот пораз што СДСМ во оваа некадарност успеа да го направи, понекогаш и опасни мисии успеа да го направи за перспективите на нашата демократија. Благодарам што бевте мој гостин. Благодарам. Почитувани, благодарам што не следевте. Останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.